Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во неа, Соединетите американски држави ја предадоа контролата врз контроверзниот затвор Баграм на афганистанската влада. Барак Обама пак води пред републиканецот Мит Ромни во донациите за претседателската кампања за месец август. Следат најновите вести. Американските сили предадоа над 3000 затвореници од Баграм во афганистанска надлежност и покрај на согласувањето меѓу обете страни околу судбината на некој од нив. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи го поздрави чинот како победа за суверенитетот на земјата. Председателот Барак Обама во водство пред против кандидатот Мит Ромни во месец август и според донациите и според најнова анкета. Штабот на Обама месецов собрал $114 милиони, додека оној на Ромни 111 милиони. Последните истражувања на јавното мислење покажуваат дека Обама на 8 недели пред гласањето има подобар рейтинг од Ромни. Наставниците во третиот по големина град во САД, Чикаго, од денес се на генерален штрајк поради спор како треба да се проценува нивниот учинок. Околу 29.000 образовни работници денес не се појавија на работа, поради што без настава останаа 350.000 ученици. Серена Вилијамс во финалето на тенискиот турнир US Open во Њујорк ја совлада прворангираната Викторија Азаренка. Новак Џокович во полуфиналето беше понадмогнат од шпанецот Дејвид Ферер, а денеска во финалето се среќава со Енди Муреј. Според бројот на продадени влезници, хорор филмот во оригинал насловен како Possession е број 1 филм во американските киносали викендов со $9,5 милиони од влезници. Председателските избори 2012 речиси сигурно ќе бидат најскапите во американската историја, откако Врховниот суд одлучи да им дозволи на организации надвор од изборните штабови да вложуваат неограничени финансиски средства во предизборната кампања. Таквото влијание може да биде пресудно за исходот на изборите во ноември. The debate this fall. Who can turn around America's economy? Медиумскиот простор во САД е преплавен со негативни политички реклами. Barack Obama wasted $800 billion on a failed stimulus. А кампањата за изборите е на самиот почеток. Mitt Romney's worth $200 million, but under Paul Ryan's budget, he'd pay only 1% in taxes. Многу платени политички пораки доаѓаат од групи за кои малку се знае. Priorities USA Action is responsible for the content of this advertising. На дел од американците им е прекуглава. Пред Врховниот суд протестираа против неговата одлука од 2010 со која корпорации, синдикати и богати поединци може да потрошат неограничена сума пари за избори. Пари од корпорациите се влеваат во политиката и го одземаат гласот на обичните луѓе. Според Центарот за одговорна политика, кој ги следи изборните трошици, инстанците надвор од изборните штабови во 2004 потрошиле околу $69 милиони за реклами. Во 2008 $156 милиони. Годинава сумата е речиси 300 милиони, а посекако ќе нарасне до гласањето во ноември. Загрижени сме дека на долгорочен план ова е рецепт за корупција. Мери Бойл е активистка во Организацијата за етничка кауза. Се трошат многу пари, а не знаеме кој ги троши. Јавноста заслужува да знае кој дава толку многу пари за да влијае. Аналитичарите предупредуваат на контраефект токму на денот на гласањето. Може да ги имате сите пари на овој свет, но доколку целната група гласачите се вознемирени или гневни што се бомбардирани со политичките пораки, сте го постигнале спротивното. Ако трагате по нови вкусови, овој прилог е за вас. Ве носиме во ресторан во Вашингтон што нуди етиопски специјалитети. Според проценките на етиопската амбасада во главниот град на САД има околу 200.000 луѓе со етиопско потекло. Но не само тие се заинтересирани за менито и забавата во ресторанот. Еве зошто. Гостите во ресторанот Дукем во Вашингтон се забавуваат со традиционална етиопска музика и уживаат во кујната позната по добро зачинетите специјалитети. Хавиер Кастано по прв пат пробал етиопска храна.
Мошно е вкусно. Не беше многу луто за да надвладее во вкусот. Ново искуство и за Даниел Франклин, кој бил во Буркина Фасо како дел од мировниот корпус. Храната ја служат на палачинка наместо чинија, така што не само што јадете без нож, лажица и вилушка, туку ја јадете и чинијата. Во кујната готвачите употребуваат разноразни комбинации на зачини, правејќи специјалитети како тибс, зачинета риба на скара. Црвениот пипер е основа на многу етиопски јадења. Дукем е меѓу 45 етиопски ресторани во Вашингтон и околината. Многумина од нив во делот познат како Етиопија во мало. Како да сте дома, раскажува Рахел Урку, која дошла со семејството дури од Денвер. Каде и да појдете, гледате многу земјаци. Власникот на ресторанот, Гетачо Зодеј, сака да создаде пријатна атмосфера за сите. Имаме убава култура. Имаме многу да покажеме. Како ритуалното пиење на кафе, од печење на зрната до послужувањето. Утре во Newsflash психолошки лузни од тоа да се биде на така наречената линија на смртта. Не пропуштајте ја наредната емисија. Осудени говори за одисејата од како била преиначена пресудата. Гледате во наредната емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а исто така ве покануваме да станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледајте ни утре.